Руса трева. Русата трева се нарекува и со имињата росопас, жолта трева, лишавица, змиско млеко, змиско грозје, Божји дар, Маријанина трева или друго име, тоест се нарекува во секој крај различно. Русата трева е повеќе годишно тревно растение со исправено стебло, обраснато со остри и спакнати влакна. Коренот е добро развиен, фиброзен. Стеблото е исправено, разгрането, покриено со влакненца. Високо, околу половина метар. Листовите се големи, чудно, непарно поделени, сиви и влакнести на задната страна. Долните листови се со дршка, а горните се седечки. Цветовите се жолти, собрани на врвовите на стебленцата во ретки штитови со цветие. Цветниот период е од април до август. Листовите од королата и чашката лесно паѓаат, а има и голем број прашници. Круната има 4 листови. Плодот е издолжен како мешунка со многу семиња. Сите делови на растението содржат отровен сок од жолто-портокалова боја. Застапен е во Европа и Западна Азија, а се наоѓа покрај ливади, шуми, патишта и дворови. Русата трева се користи за лекување на стомачни болки, за болувања на црниот дроб, за усагласување на работата на дигестивниот систем, а делува и на бактериите, особено на грам-позитивните. Има податоци и за цитостатичното дејство на ова растение. Па неговиот жолт сок традиционално се користи за отстранување на брадавици, плускавци, лишаи, екзема и други промени на кожата. Се користи во народната медицина за третман на тумори и промени во женските генитални органи, како тумори, фиброиди, рани, воспаленија и слично. Се конзумира како чај и средство за плакнење. Треба да бидете многу внимателни кога користите руса трева. За внатрешна употреба се користи само сушното растение со паузи. Односно, се користи 3 недели, а 1 недела се прави пауза. Дневната доза на добро сушено растение е 2 до 4, а во овие терапевски дози не постои можност за труење. Може да се појави повраќање, диареја или пак абдоменална болка. Дермалната апликација може да предизвика алергиски реакции. Советите од народната медицина не се замена за стручен лекарски совет.